Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, во Македонија нема услови за фер и демократски избори на 24 април. Она што постојано го говоревме, директно е потврдено од меѓународната заедница, од Европската унија и Соединетите Американски држави. Нема услови за регуларни, кредибилни избори, затоа што не е прочистен избирачкиот список и не се спроведени реформите за слободни медиуми. Кога меѓународната заедница најави објективна оценка за условите за одржување на предвремени избори во Македонија, Никола Груевски и ВМРО ДПМН немаа ништо против. Напротив, рекоа дека ќе очекуваат оценката на Европската унија и Соединетите Американски држави. Од тогаш, заради страв од промените, власта во заминување, но и некои други, тврдеа дека има услови за фер и демократски избори на 24 април. Вчера Никола Груевски избега од објективната оценка. Вчера Никола Груевски избега од соочување со вистината. Вистината е болна за Груевски. Тој ги направи изборите на 24 април невозможни. Фер избори на 24 април не може и нема да има. Било какво инсистирање на нерегуларни избори само заради спас на кожата на Никола Груевски и фамилијата ќе ја втурне Македонија во драматична криза со несогледливи последици. Во Македонија мора да има фер, кристално чисти избори со слободно изразена волја на граѓаните, потврдени избори од меѓународната заедница. Нема да дозволиме сценарија за одбрана на криминалот и корупцијата на мафијата во власта. Никој не може повеќе да ја држи Македонија во заложништво. На Македонија се неопходни избори час поскоро. Избори без фантомски гласачи, притисоци и окупирани медиуми. Избори на кои што ќе одлучат граѓаните, а не мафијата. Времето на демократски промени во Македонија доаѓа. Ниту едно сценарио на Никола Груевски тоа не може да го спречи. Почитувани граѓани, доаѓаат промени на слободни и демократски избори. Ја враќаме слободата во Македонија. Институциите ќе профункционираат. Тие што го прекршиле законот ќе одговараат. Македонија ќе биде слободна, демократска и европска држава со европски вредности. Благодарам. Повелете прашање. Господин Заев, пред пресконференцијава ВМРО ДПМН излезе со соопштение во кое де факто кажува дека ќе оди на избори, односно дека опозицијата е таа што бара одложување и дека меѓународната заедница вчера не дала никаков доказ околу тоа дека нема услови за фер и демократски избори. Што во тој случај ако ВМРО ДПМН и натаму инсистира на изборите на 24 април? Еве вака. Аргументите и фактите се нешто пред кое што и боговите молчат. Знаете дека уште од самиот момент и ние, и сите добро упатени луѓе ги знаат тие аргументи и факти. Посебно мерливи во денови се датите, односно датотеките кои што покажуваат дека не постои време за прочистување на избирачкиот список согласно изборниот законник. И тоа е нешто кое што е аргументирано, образложено со факти и навистина е податок кој што треба да потврди дали Македонија ќе оди на избори со прочистен избирачки список или не. Така да Социјалдемократскиот сојуз нема намера да ги алиментира нерегуларните, неслободните, нефер изборите кои што ги најавува ВМРО ДПМН, но истовремено пак немаме намера да бидеме неми посматрачи на вака организирани избори, кои што не само од нас како опозиција, и сите демократски сили во Македонија, туку и од меѓународната заедница, се потврдени дека не се исполнети условите во Македонија да се одржат кредибилни избори. Повелете? И предлог до собранието да се поништи одлуката за самораспуштање на собранието. Иницијативата која што ја предложија партиите за донесување на одлука за распуштање на парламентот со одложено дејствие, се токму тие партии кои што треба да предложат сега иницијатива за укинување на таквата одлука. Тие се тие кои што треба да предложат ваква иницијатива, не ние. Само прашање, што значи тоа дека нема да
Значи, како што реков, немаме намера ние да ги потврдиме или алиментираме организационите форми за спроведување на нерегуларни и недемократски избори. Тоа се однесува секако и на нашето учество во владата. Истовремено немаме намера да бидеме неми посматрачи на организирање на изборен процес кој што ќе даде резултат од нефер, нерегуларни и недемократски избори. Господине Заев, датумот на изборите е ставен и во законот. За да се смени тој датум, треба нели да се смени самиот закон. Ќе предложи ли СДСМ нов предлог закон за избори и дали би лицитирале со нов датум, затоа што вчера амбасадорот Джес Бейли го спомна 5 јуни во своето излагање. Реков, поднесителите на иницијативата за одлуката со одложено дејствие се тие што треба да поднесат сега иницијатива за одлука со која што ќе се укине претходно за нова одлука со која што ќе се укине претходната неуставна одлука на парламентот. Секако ако изборниот законник биде предложен во парламентот за укинување на терминот 24 април кој што стои во преодните одредби, СДСМ ќе гласа за укинување на тој термин 24 април за изборите. Ние оставаме независната институција пред се, Државна изборна комисија, да соопшти кога ќе проектира прочистување на избирачкиот список, односно до кога тоа ќе заврши, и секако знаете дека вториот услов, регулација на медиумите, е нешто важно, кое што е соопштено од сите, признаено и од ВМРО ДПМН, стои во договорот од Пржино, треба да биде договорено. Господин Заев, вчера бевте во состанок и со само трите политички партии, а не и четврто, значи не и ВМРО ДПМН. Кој беше ставот на ДУИ-ДП? Подржуваат тоа што го кажа меѓународната заедница дека треба да се одложи датумот или дека треба на 24 да има? Пошто вчера избегаа да одговарат на прашањето. Знаете како, господинот Ахмети даде една изјава, јас со тоа што го знам и официјално можам само да констатирам. Секој што ќе учествува во нерегуларни и нефер избори станува само соучесник во криминалот и корупцијата на Никола Груевски и во она што значи одговорност пред граѓаните. Согласно тоа, без разлика за која политичка партија се работи, ако учествува на вакви избори, кои што однапред се дефинирани од целиот свет, дека ќе бидат нерегуларни и недемократски, тоа значи дека ќе биде соучесник во криминалот и корупцијата на Никола Груевски. И секако ваквите избори, сите знаеме, дека Македонија ќе ја втурнат во драматична криза со несогледливи последици. Би сакал само кратко, ако може да ми одговорите. Доколку се оди во предизборни на 24 април со избори, дали вие која ќе биде вашата стратегија, накратко ако може да ми кажете, ќе продолжите со бомбите или не? Ќе оставите органите и телата на СДСМ, на опозицијата и на сите демократски сили да ја развијат, добро утврдат својата стратегија, која што верувајте ќе биде исклучиво во интерес на сите граѓани и на Република Македонија. Дали е можно одложување на изборите во подолг временски период со оглед на тоа дека ВМРО ДПМН најави дека ќе ги бойкотира сите активности со кои е поврзан Ван Хауте, а нели без него не може да се донесе законот за медиумски реформи. Дали тоа ќе значи дека Никола Груевски и ВМРО ДПМН рекоа многу работи во минатото, па на крајот испадна работите поинакви. Така да оставиме времето да покаже конечната цел која што носи стабилна Македонија со добри перспективи, се фер, регуларни и демократски избори. Таа цел имаме оврска сите да ја исполниме. Очекувате ли нешто да се смени во овие 2 дена, бидејќи откако ќе се распушти парламентот, веќе собранието не ќе може да донесува никакви закони ниту прописи и аналогно на ова безсмислени би биле натамошните преговори во работната група и за медиумите и за другите услови што ги пропиша меѓународната заедница. Ние сме опозиција во парламентот, секако парламентот е тој кој што може нешто да промени. Секако малцинството во парламентот тоа не може да го направи. Сето она кое што ќе биде направено како исчекор од страна на владеачките партии, ние внимателно ќе го следиме и веднаш ќе информираме јавноста за нашите активности. Ви благодарам на сите за прашањето.